Нов информацијски електронски модул, систем за евиденција и управување со барањата за листата на лекови е промовиран во Министерството за здравство. Со модулот, како што рече министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција, за прв пат се отпочнува со дигитализација на постапката за ставање на нов лек на позитивна листа. Тој посочи дека модулот е изработен од Управата за електронско здравство во соработка со секторот за фармација во Министерството за здравство. Ќе биде јавно достапен на интернет страницата на Министерството и во функција ќе биде веднаш откако ќе стапат во сила измените на прописот со кој се уредува оваа постапка, а кој се очекува деновиве да се објави во службен весник. Потенцира дека станува збор за прва електронска евиденција и управување со барањата за листата на лекови во националниот систем, со што се овозможува и транспарентност на процесот преку достапен јавен портал и следење на одделните процеси и на напредокот на постапката во реално време. Али укажа на придобивките на новиот модул, тие се подобрено управување со барањата за листата на лекови и ефикасност на постапката, намалување на административниот товар за фармацевските компании кои се јавуваат како апликанти во постапката, транспарентност на постапката и размена на информации, прецизна евиденција и управување со поднеслоците и лесен пристап до податоци и унапредување на пристапот за лековите на позитивната листа. Во јули 2025 година, просечната месечна исплатена нето плата по вработен изнесува 45.276 денари. Во јули оваа година во однос на јули минатата, просечната месечна исплатена нето плата е повисока за 10,5%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите административни и помошни услужни дејности за 16,5%, образование за 15% и дејности на здравствена и социјална заштита за 14,8%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување за 4%, рударство и вадење на камен за 3,3% и информации и комуникации за 3%. Супер тајфунот Рагаса, наречен крал на бурата, остави зад себе пустош на Филипините и Тајван. Силните ветрови и поројните дождови предизвикаа одрони, поплави и сериозни штети. Според последните информации, на Филипините загинале 6 лица, а на Тајван најмалку 14, додека 30 се уште се водат како исчезнати. Филипинската крајбрежна стража соопшти дека 4 тела биле извлечени од рибарски брод кој се превртел кај провинцијата Кагајан, додека 6 мина преживеале, а за уште тројца се трага. Дополнително, 67 годишен маж бил пронеден мртов откако го однела река, а 74 годишен маж загинал во одрон во провинцијата Бенгет, при што биле повредени и други патници. Националниот совет за намалување на ризикот од катастрофи информира дека бурата погодила околу 192.000 жители во 950 села, оставајќи поплавени патишта и непроодни области во северниот дел на Лузон. Во меѓувреме Рагаса ја напушти филипинската зона, но властите внимателно ја следат новата тропска бура Буалој, која се очекува да зајакне во текот на вечерта. На Тајван трагедијата е уште поголема. 14 загинати, 30 исчезнати до сега. Бурата предизвика одрони и го проби насипот на реката Матајан, поплавувајќи блиски градови и уривајќи мостови. Стотици луѓе останаа заробени, а илјадници беа евакуирани од ризичните подрачја. Ова е најмоќниот тајфун што го погодил регионот оваа година, откако прво удри врз Филипините, а потоа е врз Тајван и Хонг Конг, носејќи смртоносни последици и огромни материјални штети. Арапските земји повикаа на итен прекин на она што го нарекуваат геноцидна војна на Израел во појасот Газа. Принцот на Кувајт во име на земјите од Советот за соработка во заливот на отворена седница на Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека состанокот се одржува во време на едно од најмрачните поглави од трагедијата во Газа. Ситуацијата во Газа е жив пример за геноцид и етничко чистење, отворена рана што не може да се игнорира, рече тој и го повика Советот веднаш да ја запре агресијата, да обезбеди итен хуманитарен пристап и да превземе практични мерки за заштита на цивилите. Генералниот секретар на Арапската лига оцени дека целите во Газа се јасни, имено да се уништи палестинското општество и да се направи целата територија ненасиллива, принудувајќи го населението да бега.
Тој предупреди дека попуштањето пред таков план сериозно ја поткопува легитимноста на Советот за безбедност и неговата улога во зачувувањето на меѓународниот мир и повика на морални и практични мерки за запирање на војната. Во исто време, кога во Њујорк се одржа седница на Советот за безбедност на Обединетите нации и без присуство на израелски представници, израелската офанзива во појасот Газа, САД повторно ги критикуваа одлуките на неколку земји да ја признаат државата Палестина, предупредувајќи дека таков потек ги поткопува мировните напори. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Од петок под влијание на серија влажни воздушни маси времето ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат обилни. Дневната температура значително ќе опадне, особено во деновите од викендот и почетокот на следната седмица.